Добро вечер, дами и господа и сите останати луѓенца кои што го следите најспецијалното издание на Редкаст. Јас сум Кирил Траговски, Максим, вашиот водител, а вечерва, на моје огромно задоволство, имаме во студиото на Редкаст една жена борец, би ја нарекол, поборник за човекови права, голем родолюб и како поинаку да ја најавам кога ни доаѓа од градот на поезијата. Кога ни доаѓа од градот каде што се направи македонската химна, кога ни доаѓа од градот каде што започнува македонската самобитност. Дами и господа, вечерва на моје огромно задоволство во студиото на Редкаст, незината маленкост, генералната секретарка на Левица, другарката Јована Мојсовска. Добро вечер, Кирил. Значи, сега да продолжам. Да. Се спремав. Фала ти за прекрасната најава. Јас мислам се можам слободно да си заминам. Сама нема толку добро да се презентирам. Фала ти многу, драго ми е што ете прв пат сум во твојата емисија. Нема да ти персирам. Не, на ти идеме на ти. На другарски. И се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да се видиме и да направиме емисија. Како што кажа, јас доаѓам од градот на поезијата и тука морам да те коригирам, пропушти еден многу важен детал. Сигурно. Јас доаѓам од градот каде што прв пат и последен пат беше ваден премиер со хеликоптер за да спаси жива глава. Аплауз за ова. Ја ова не го знаев. Да, па познатото... Бучковски? Да, со Бучковски. Јас тогаш бев уште и дете. Мислам дека имав околу 12-13 години. Тоа беше нели пред територијалната поделба, вали тоа беа зачетоците на мојот политички активизам, иако не бев свесна. Така да тогаш јас имав 13 години, тоа Бучковски дојде, тоа се договараше веднаш после војната, нели, фамозната територијална поделба. И прво излезе Бучковски, кажа, се собрале нешто 20 хулигани надвор. Маваат нешто. Да, маваат. Тоа ви мававте? Да, јас бев. Тоа беше смешно, јас не ни знаев, 7 оделение, идеш да излезиш во град, одам кај другарка и слушам нешто, тапани нешто, 8 саат вечер, лето беше и не знам што се случува. А брачеда ми живее одма до комитетот на СДСМ што е во Струга. И гледам, таму мала толпа на млади лица собрани. И нешто само се слушна, што се случува, и излег од Бучковски, ништо страшно, се собрале 20 хулигани. Кога излезе таа изјава, се што беше во Струга, значи без разлика и на партиска припадност, цела Струга се собра тука. За накрај неговата изјава од се собра 10 хулигани да заврши со изјавата во Струга сака жив да горам. Се смени така да мислам дека тоа беше еден вистински народен пркос, што мене ден денес ми е така посебно емотивен, кај што народот стварно покажа... Другарке Јована, јас се извинувам, мора да мислам ова кидува емисија. Стопирај се. Значи, не те прашам како турбо си, човече, Па ми рече спори 3 минути. За шо грешам, медуле? Не, ова ке иде, чеке малко. Значи, јас имам прашања за тебе, влезе за Бучко, полека ќе отидеме до таму. Јас сакам да те прашам, Јована, другарке моја, дали уште како Струга нема друга? Апсолутно нема друга. Сега ме погоди на локал патриотизам. Јас ден денес си се водам по лична карта во Струга. Брзни живее во тебе, имаш некој жар, не си обична жена. Морам да ти давам ваков комплимент. Имаш некоја енергија и вакво. Па со многу мажи работа, мислам, ја попримено ништо да правам. Хормони, нешто да не зимаш од тие стероиди. Не, али ја морам да кажам, како што вика мој драг... Како Струга има ли друга? Кажи ми тоа. Нема, како Струга друга... Дали е исто, еве, да почнеме од малце од поназад. Кога беше дете и сега Струга иста? Не е исто, мислам беше многу пубава кога бев дете. Ја еве сега, пошто многу ја поштојам Струга, кога би бирал помеѓу Охрид и Струга, јавно се кажувам, си одам у Струга, у Радожда, кај Војо, си имам кукичка таму, се седам со жена. Платено Да, рекламира. ќе направиме и такво едно, мислам, не сум бил неколку години кај него, меѓутоа, ја бирам Струга и знаеш што заприметив? Многу швајцарски коли, ферариња, некои јаки фаци се шетаат, гастарбајтери дојдени. Знаеш, не е како порано. Дали Струга го изгуби духот? Ја мислам го држи, уште на шкрги го држи духот. На шкрги, Да, диши на шкрги. Јас нема да се поминам, не верувам дека Струга е изгубена, ништо не е изгубено. Мислам дека во едно друго време имаше Струга еден шарм
Што со тек на времето, како што дојда зелените на власт, малце ни се изгуби шармот, изминативе 20 години. Чекај, мислиш за Дуи, зелените? За Дуи, имаме зелени ни удржаваме. Така, Мерко е колку време градоначалник веќе? Мерко го цепа четвртиот мандат. Машала. Да, по 4 тоа се 16 години. Да, ние сме Меркостан, најверојатно треба да се Да, применуваме, султанот Мерко. Да, додуша сега тој е на црна листа, гледам многу е потресен. Многу Да, Ефтер е потресен што ставија на црна листа. Па може би, не знам, можда и стимул ке му е за 5-ти мандат. Не, Струга е, добро, тоа е секојаш она борба помеѓу Стружани и Што е Охриѓани. различно, ајде да скратиме. Што е, па една има историска неправда што е нанесена на Струга. Прво и основно, аеродромот е поблиску до Струга, се вика Охридски аеродром. Значи, тоа се некои историски неправди што ние како Стружани ги имаме трпено низ вековите, што отом потом минната влада на левица мора да ги коригира. Значи, кај им го дадовме Охридско да се вика езерото, мислам дека мора да направиме некој... Зашо Охридско не сум прашал, не се вика Струшко? И јас тоа се прашувам. Добро, ама ние го имаме црни дрим. Така да мислам дека тука ние си тоа балансираме. сакам да те прашам. Дали ти како Стружанка е малце надвор од политика? Да. Дали го знаеш патот на Јагулата? Да, како се како мрести? Те прашал ова некој? Како деца учевме тоа. Јас знам дека иде до заливот Мексико. Да, преку Албанија. Пошто Мора преку Албанија, мора преку Албанија. Тоа е, таму се најголемите бизниси. Добро, и таму се мрести во Албанија и се пушта и стават по Јагулата. Па ја мислам дека нема Стружање што се нема капено во дрим. Мислам, тоа е онака као дете прво се раѓаш и мораш да се полиш во дримот. Многу јакичко, да. Добро, значи можеме и пасош да ти дадеме струшки. Абе, зет ми од Струга. Морам да ти, ама стварно и на најавата кажав, мислам на почетокот на емисијата дека одам во Радожда и тоа ми е негде при крајот прашањата, ама сега ни падна муавет ќе те прашам. Дали си слушнала за кампот Треска? Апсолутно. Тоа е камп кој што, извини, кратко ќе бидам, по моите сознанија дека е прогласен за најдобар камп во време на Југославија. Така. А сега е тотално руиниран и запуштен. И што мислиш еве за тоа, ајде кажи? Па не, тоа е она како туристичка класичното, ама не е само кампот Треска, има и други места кои низ годините во Струга целосно или се руинираја или беа приватизирани. Мислам, тоа не е исклучено само за Струга, тоа беше тренд на целата наша транзиција. И, например, мислам, Струга од еден туристички град, значи, сега така, нашата туристичка понуда единствено е диаспората, што доаѓа од Швајцарија и Германија. Ама точно е Треска денес е целосно руинирана. Тоа се покажува на класичното, тоа што се градеше за време на Југославија, овие не се ни способни да го не разбирам искречат. сега ако некој го откупил тоа, така? Или како се вика под концесија да го земе. Што не го направи? Зошто го остава така? Тоа не ми е јасно. Пошто е стварно убаво место под планина на Галичица. Не, мислам дека има и дел некои што се, тоа беше, мислам, случај со Еврохотел, има и многу нерешени имотни прашања, така се заглавени едноставно. И нема политичка волја, нема визија, ти треба да имаш некоја визија. Луѓето тога што граделе имале визија, знаеле што сакаат да постигнат, значи, како ви кажам, еве, Струга, буквално после Втора светска војна била изградена до местото кај што е денес мојата куќа. Јас живеам тука во близина на Пазарот. Кај живееш, многу ме интересира. На Пазарот? Да, јас живеам одма до Пазарот, тука има едно мало црквиче Свети Димитрија се вика, јас сум одма тука. Добро, не кажуваме повеќе ција, може да гледа емисија и да направи проблем. Да, секако гледа. Така доста, да, секако ќе не види. Ајде вака. Ајде малку да ми кажеш, имам сознанија дека си многу голем поборник за животните, скитници, кучиња, мачиња, не знам, ако има ракуни некои, не знам, зајчиња, верверички. Ова сознание као ција како ме најави, јас сознание. Јас од ција сум пратен. Кажи ми, ајде, од каде таа пасија? Не знам, од дете. Од дете сум сакала животни, така имам некоја емпатија во мене. Јас Така згрижуваш ранети животни по улица, по тротоар, го гледаш со скршена нога, и ти ајде, дојди. Па се аз згрижувам. Или не? Го имав, кога дете ме толерираја моите. Морам да кажам дека моите ме толерираја, така да знаев. Мајка ми ке ме пуштеше во продавница нешто да купам. И ти се враќаш со 7 мачиња. Да, јас се враќам во бере со рака, викам, можеме мамова да го поминиме за поклон, ако не. Не, имам некоја емпатија, не, тоа не ми е само спрема животните. И неверојатно и од таму почна мојот активизам. Најпрво почнав како во тие некои здруженија за решавање на проблемот со бездомни животни.
И откако свативме дека тоа е некако борба со ветерници, се додека не си внатре во институциите, не можеш да... Мислам, затоа што и проблемот со бездомни животни е само мал дел од сите проблеми што сите нас не оптеретуваат. И сваќаш, ти волонтираш и се само еднаш ти текнува, бе чекај, бе, ние им ја работиме работата на овие што се во институции и за тоа се платени. Значи ти имаш, јас плаќам данок, ти плаќаш данок за некој да го реши проблемот, дали со бездомни животни, дали со комунално, небитно. Имаше таму еден случај кога некој човек со пушка излегол и утепал 20 куќиња. Беше... Да, имаше таков случај, нема, мислам дека нема ни кривична пријава за тоа, мислам тоа, како да ти кажам, у 21 век, как... Да, чекај се, ако го судуваш, тоа баш ме занима. Дали тоа го судуваш и како размислуваш околу моментот кога стварно глутница на куќиња напаѓаат човек? Ама не, апсолутно тука, она што го кажуваме дека е аномалијата на институциите, имено пред све, и тој проблем треба да се реши ради од безбедносен аспект. Тоа прашање на Илија загрозува безбедноста на обичниот човек. Так, Има нормално. начини како се решава и средствата, и се бара минимални средства, само како што и за све друго, како да ти кажам, ние уште сме на ниво на развој кај што имаме диви депонии на секој чекор. Значи ние уште говориме ќе направиме рециклирачки центри. Мислам луѓе во светот лансира на Марс летала, а ние како говориме открити на 21 век за некакви рециклирачки центри. И сака тоа мене ми беше поентата дека сето тоа е последица. Дали е проблемот со бездомни куќиња, дали проблемот што некој бил нападнат. Значи, сето тоа е последица на нефункционалноста на институциите. И тоа беше и мојот мотив да се вклучам во Левица, затоа што сватив дека мораш Сериозно, откоре. таму посна мотива? Да. Ги видов ексклузивна левичарите изјава. и си Дами и реков, господи. овие сигурно сакаат куќиња, сега ќе им се приклучам и ќе злоупотребам партијата. Добро, Animal Mundi, нешто поврзана си со нив? Па се знам со Грото, од нив дел се стварно се има многу окей ликови, тоа се луѓе волонтери што едноставно сакаат од срце да придонесат за решавање на еден проблем што Голем проблем, што да. е голем, не е голем проблем светот. Добро, има да за скратиме, ама- кога би се бореле куче и човек, за кој ќе најдеш? Ја си го гледал филмот Хачико? Да, Па со сака, Ричард Гир. јас се Не како да ти траишно, па кажам. Ричард Гир на Леси личи. Онака, мислам, фацата му е баш Леси и имаше една слика на Инстаграм, многу беа исти. Не видни, извини, Ричард Гир, не ми се љути, кој ќе дојам у Холивуд, ќе ти купам шампањ. Да. Океј, сум пишал тука за детството, ама веќе доволно раскажа. Идеме на следно прашање. Дали некогаш ловеше риба и кој период највеќе јадеше јагулата? Стварно, знаеш да паќаш риби? Татко ти рибар, дедо, нешто? Не ме носеле моите, како да кажам. Ма ја нешто многу не мене моето детство мислам дека ми го обележа капењето на дрим. Ја дури многу малце се капам во езеро, не знам, тоа ни беше нас како дете, идеш на дрим па се фрлаш, па ајде, па си удрил прст, па ти панал ног свашта, како да ти кажам. Имавме многу убаво детство. Не знам, мене, например, ја ден-денес си викам, живеам во Скопје, ама еден ден ќе се вратам во слободена Струга. Сега си во Скопје. Да, по лична карта во Струга. Така. Јас Ајде сум малце, по лична сега карта ме во занимају Струга. и може би и гледачите, сигурно си била во милион интервју да сега си кажала, ама ајде ќе кажеш у редказ. Си студирала ветеринарство. Така. И како сега ти со левица, со политика? Абе, добро, дипломирав Заради безбедност. животни бе сега. Кажа ради животни, ама мене не ми се верува баш. Али окей, може има Вториот некој факултет ми е поттик, некој ветерина. порив. Да, вториот факултет ми е ветерина. Иначе имам дипломирано факултет за безбедност. Тоа завршив. Добро. Па потоа продолжив, реков, сакав Ти ето као да се Ванковска пробам, нешто, безбедност, ово. Да, затоа ја преферирав за кандидат по професионална линија. Океј, и како се случи после ветеринарство, безбедност, малце да ни даеш некоја, не знам, Па може малку кратко информација за интро, CIA. да, за сите што не слушаат. Да. Мислам дека више имав завршено факултет. Поддржувач сум ја следев Левица, можам да ти кажам, уште од зачетоците која беше Ленка, не бев активно вклучена, тогаш беа во Левица само председателот Апасиев и Хактан, нашиот дервиш. И јас ги следев, пошто бев во Струга, студирав во Охрид и така,
уште студент си, растевме во времето на горевизмот и природно ти доаѓа некој пркос, гледаш, тие завршуваат, тие што се најнеспособни од прошле на испит, први се вработуваат, колегите што биле со десетки, гледаш се мачат во некој бутик да најдат работа. И мислам, природно е на секој млад... Значи, сепак социјалните неправди те натерале да се Апсолутно, да се апсолутно. И тука, јас викам секојаш, младите го носат жарот. Она што е како кај нас сите партизани немале више од 26-27 години. Така, младите ги надзидеали, тоа е тоа. И ги следев од Ленка, дури често имавме и некој така во дискусии со татко ми, па ајде многу. Тоа беше друго време. Чекај, тоа ме интересира. Татко ми е мојот најголем поддржувач иначе. А чекај, он на почеток те пишманеше? Не ме, тоа беше друго време. Ама ја и со стариот сега го имам за тој момент, што ти требаше ова? Ке го помините после, сад татко ми само со мајца левица шета, така да. Мојот ќе го направи. Кај да. Добро. Да, па не, тоа беше едно друго време, знаеш, тоа уште сега кога враќаш на нас за некако нас ни се чини на моменти дека не се менуваат работите, ама многу се сменети работите. Значи, ја кога бев студент тогаш беше, тоаш кај нас почнаа социјалните мрежи, многу малце се пишуваше за политика, камо ли да пишуваш против власта, тоа беше тие одма си обележан. Знаеш, немаше сега ние имаме на страшна политизација на социјалните мрежи, што е добро според мене. Дека ние го користиме секој можен простор, особено кога медиумите ни се контролирани од едни или други олигархи, супер е, обичниот човек има простор да си го искаже политичкиот став. И у тоа време немаше многу што галаме, морам да признам, и така нешто со татко ми. Па добра, тој не можеше да ги смисли СДС нормално, не можеш да се оструга да ги смислиш СДС после рамковниот договор. И као да му беше болката, што за СДС ке гласаш? Јас му викам, нема шанса за СДС да гласаме, па за кој ќе гласаш? Ја му викам, кога ќе направи Ленка партија, за нив ќе гласам. Тоа беше и бидна. И бидна Ленка стана левица. И јас сакав онака чисто им давав и некоја поддршка на почеток минимална, мислам затоа што бев и студент, не можев активно многу да се инволвирам, имав обврски. Ама и привлекуваш внимание како жена, морам да признам, има некоја жар во тебе, стварно некоја борбеност се гледа, не си обична жена. Фала ти за комплиментот. Морам да ти кажам вака, јавно кажам, многу си некако имаш достоинство во тебе големо и ти се држи зборот, што би се рекло. Што е за секоја, мислам, почит и поздрав. Фала ти Океј, ајде, сум напишал тука поборник. Чекај, јас не ти кажав у левица како Олего. Ајде, имаме време, ќе се збори. Имаме време, па што сега. Овака гости која сакаат да зборат. Да одмориш малце ти. И во левица активно се вклучив, тоа беше периодот околу 2018-та. 2018 беше периодот на референдумот и нормално бевме во еден процес кај што, нели, државата решава историско прашање. Ти немаш секоја година референдум за влез во еден воен пакт. И тогаш решив активно да се вклучам. Левица беше единствена партија што, мислам, тотално од левичарски позиции беше против влез во НАТО, беше против промена на уставното име од самиот старт, додека ВМРО кокетираше ни риба ни девојка став. Тоаш председателот ОПСИ беше постојано во медиуми и тој мислам дека стварно успеа тогаш во тој период онака да го разобличи целото тоа лицемерие. И тука мислам почна приказната со тој неуспешен референдум. Јас некојаш викам 30 септември ние треба да го прогласиме во Слободна Македонија за државен празник и да се исправиме таа историска неправда која беше нанесена. И всушност така настана мојот порив, па следеа многу други процеси, за еве сега да сме пред едни парламентарни избори, кај што, како да кажам, она што пред 10 години може да изгледаше невозможно, кога многу не подценува, знаете, со ваков изборен модел нема шанса нека да освоите пратеник, па и да освоите пратеник, тој одма ќе се шитни или кај нити или кај другите, па зашто тие се многу страшни, одма ќе ве купат. Ама ние докажавме, не само што влеговме во парламент, нашите двајца пратеници вредат за 120 во тој парламент, останаат доследни на принципите и веќе видиме на нови избори кај што ќе докажеме дека трета политичка опција може да влезе и со двоцифрен број на пратеници. Вау, аплауз! Па каде има вакво искажување, вакво, мислам, обраќање, дами и господа. Океј, сум запишал тука АФЖ и женските права. Што значи АФЖ, ајде да им објасниме на гледачите?
АФЖ го формиравме минатата година на 8 март, антифашистички фронт на жени. Името нели го повлекува уште од народно-ослободителната Да борба. повториме, антифашистички фронт на жени. Да, да. Многу борбено звучи. Абе, и не можеш да го запамтиш, ја се муча. Добро, и? Читај повише, шо да ти кажам. Да, АФЖ. И нашата идеја беше да биде една контратежа на либералниот феминизам, денес би го рекла. Затоа што мислам, тоа целосно е нормално дел од партиските структури и сакавме да одговориме на некој начин и да го вратиме помнењето за местото на жената во народно-ослободителната борба, особено нели во време кога сме заглавени во еден ревизионизам на антифашистичката историја. Тоа беше нашата идеја да, како што вика имаше југословенска комунистка, дека жената сама се изборила за својата позиција токму преку жртвите кои ги дала таа за време на антифашистичката борба. И тоа е нашата цел, значи кај нас, како да кажам, ја често викам жена која ќе се инволвира и тоа и во левица го гледам, носи енергија за двајца, најверојатно ние жените ја носиме таа енергија. Па што ти рекол пред малку? Да. Најверојатно тоа е. Тоа е тоа. И баш АФЖ од таму доаѓа дека, значи ние не запаѓаме во таа либерална мантра. Ама дали сте феминистки, тоа ме интересира. Женското прашање е класно прашање, тоа е нашата позиција, затоа што не сме сите жени еднакви, ние тргаме од тоа, затоа што жената работничка и жената која поседува 3 фабрики никогаш не се и нема да се во иста положба. Тоа е нашата поента, нашата идеја на АФЖ беше да една сеопфатна еманципација на жената работничка, да се вклучи политички заедно во борбата со нашите другари во едно поправено градење на едно поправено општество. Така, дали мислиш дека жената не е вклучена? Пошто, гледајќи ги вака работи, ја мислам дека сте многу вклучени сега. Ама тоа е наследство од социјалистичкото минато, затоа што малтене женските права доаѓаат. Знаете како додека во Европа држеле, не знам, некои семинари за абортусот, тоа во СССР иначе СССР е прва држава која го легализира абортусот. Мислам дека беше уште 1930-та. Така да право на глас жената добива првично во сите тие социјалистички земји. Како да кажам, самата женска борба е дел од социјалистичките движења. Да, меѓутоа тоа веќе се случува години наназад, не е дека... Да, ама ние сме во многу, како што кажа професорката Ванковски, имаше многу инспиративен говор за време на нашата конференција на 8 март. И таа кажа нешто што, например, мене како девојка која не живеела во тој претходен систем, туку само слушала како било во тоа време. И професорката кажа, па нас во тоа време не ни требало анкети, проценти, квоти за ние да се чувствуваме рамноправно. Ние бевме. Ние бевме рамноправни. Тоа не е, јас мислам дека не е така денес. Еве, дури че ти го, како и да го банализирам, најтипичен проблем, значи, дури ние во партија се среќаваме со тоа. Ние имаме нели мајки кои имаат мали деца. И многу често дел од нив нели се чека место во градинките, па се зафатени со фамилиарни обврски. А додека жена која доаѓа нели од повисока положба, ќе си плати приватна градинка, фала Богу, и го има комфорот. Затоа што дури и политичкиот активизам е луксуз во ова време. Знаете, и на некој начин кај нас за жал политичкиот активизам е привилегија на богатите. Затоа што човек што работи цел ден, работи 8 до 10 сати, па има потоа има мака како да ги плати сметките. Слободното време во еден ваков денешен неправеден систем е дури и луксус. И значи тоа е целта. Целта е ние да ги олесниме околностите и да ги охрабриме жените да се вклучат заедно во левица, заедно со нашите машки другари и да го рушиме овој неправеден систем. Тоа е нашата целта како АФЖ. И особено кога денес сме така заглавени во една баш читав еден интересен податок пред да доаѓам, имаше дека на најаките 5 воени индустријски комплекси, од 5 индустријски комплекси 4 од нив се жени директорки.
Така да тоа не е нашата борба. Значи ние не се бориме за да има повеќе жени кои ќе бомбардираат други народи или да има повеќе жени кои ќе експлоатираат повеќе жени работнички. Туку ние се бориме за жената работничка, оначи глас не е слушнат, да се вклучи во редовите на единствената работничка партија и заедно да се избори во борбата. Ајде кога сме кај работниците, што мислиш, дали работниците имаат доволно права моментално во овој систем во Не, ние живееме во некој полуфеудализам и на брутална експлоатација денес. Ние пак ќе кажам, ние дури работничките права кои ги имале за време на социјализмот, после за време на транзицијата целосно беа редуцирани. Ме сваќате, па дури ќе банализирам, нашите пратеници имаа предлог, првично имаше предлог за укинување на апанажата. Тоа апанажа е која ќе му заврши мандатот на еден функционер на пратеник и после тоа зависи година, дена да си добива плата како што добивал додека бил пратеник. Да, сега имаше овие си доделија кој беше овој Оливер Спасовски. Да, Оливер Спасовски. Ковачевски. Да, пошто Ковачевски, како вика Ковачевски, јас сум дел од работничката класа, така се декларира. Да. Да, не знаев дека работничката класа ми е паркирана во Монако. И има приватни фотоволтаици, али добро изгледа, тоа е некој нов поим на работничка форма. Нема прашање социјалдемократите. Тоа е АИ работничка форма. Добро, тоа име, како кажам, историски социјалдемократите се джелати на сите работничко движење, така да тоа не е ништо ново, али сакам да кажам и да се надоврзам во врска со нашите пратеници. Ние имавме предлог за укинување на апанажата во собрание, затоа што е тотално дискриминаторски. Буквално го прекршува члена. Што имаш да земаш пари сега ти? Ама ако не зема работникот, нема и ти да земаш. Нели сите сме еднакви според устав. Да. И нормално тој закон не помина во собрание и веднаш ние после тоа поднесовме закон за воведување апанажа за работниците. Ајде, окей, не ги укинувате вашите привилегии, ќе им дадеме привилегии на работниците. Али нормално и тој закон не беше изгласан ниту од едните, ниту од другите. Денес работникот, како да ти кажам, често дури кога говорат, нели, владеачките елити, ние сме во криза, точно нема криза за богатите. Ако сакате видите изминативе вие 3-4 години, најголемите компании кај нас, банките, сите го имаат зголемено својот профит. Така да нема криза за богатите, кризата е само за сиромашните. А што мислиш, еве, уз Муаветов ми текна нешто? Ке речев на бугарски ми хрумна. Немој ти се молам, ке станам демонстративно. Немој те молам. Чепкам. Ајде, кажи ми за бугарите. Како ме скукна од тема на... Ако искаш да говорим на български. Аз многу добре говоря на български, меѓу другото. Јас не разбирам бугарски, да ти кажем. Искрено, не знам зошто. Југословенско наследство, тоа изгледа ми од времето на конфликтот меѓу Југославија и Бугарија. Јас студирав таму и морав. Тоа е. Така. Казвај. Бугарите... Што мислиш за бугарскиот устав? Ние протестиравме, ние кршевме, неколку монитори настрадаа во нашата борба против бугарите во уставот. Да. Не, значи, на широко и надолго често пати јаме елаборирано. И мислам дека и тоа е една од главните теми кои се најавува на овие избори, нели, промената на уставот. Ако нема промена на уставот, ќе биде крај за европските интеграции, тие некои манипулации што јас наискрено да ти кажам, мислам дека растев уште во 90-тите, како беше тоа, имаше еден во весник еден наслов, Македонија го фати последниот европски воз. Тоа беше 1998 година, тоа сум имала 6 години и еве, уште го фаќаме европскиот воз. Мислам, тоа е трагикомично и тоа е и подценување, мислам, на интелигенцијата на народот. Затоа што ние валја ќе сме единствена држава која брусела шакти и менувала устав за да влезе во ЕУ. Се враќаме по паузата, дами и господа, со Јована. Навистина е многу убаво да се
да се разговара и да се прави едно вакво отворено и природно интервју. Ајде сега одиме со посериозните прашања. Носител на изборна единица број 5 на листа. Што значи тоа? Со кого си таму? Со кој ќе се борам? Јован Митревски, СДС, од СДС и Ѓорѓија Сајковски од ДПМН. Добро, од ги прочита. Извини, ама не ги знам луѓе кои. Не ми се битни у животот. И ја неаше да ги знам, неверојатно, да не ме Сега во ги политика, дознавам. па морав да ги следам со мачење. Да, во петка ќе е интересна борбата, затоа што едниот е генерален секретар, другиот е стружанец, а јас сум и генерален секретар и Од стружанец. Струга. Така, да, така, ќе биде интересно. Јас и бев и за претходните избори во изборна единица 5. Природно ми доаѓа, па што сум од Струга, не ја давам изборна единица 5, тоа е мој терен таму. Али без разлика во која изборна единица, јас верувам дека на овие избори левица ќе сгази, затоа што неколку кратно е порасната нашата структура. И тоа што одустане невадан нашите политички опоненти, кажува колку е стравот голем од левица. И Ајде вака да разјасниме. Изборна единица 5. Така. Кои градови ги опфаќа? Изборна единица Струга, 5. Кичево, Охрид, Битола. Брод. Не, Македонски Брод ти е во Кец. Аман. Па тоа е, знаеш, Се префрли преку Козјак. Дебар, Демир Хисар. Не, која е поентата, сега малце политички мора да ти тупам Ајде, тука. Ако тупи. Али Добро е тоа. таја поделба е направена буквално за, да речам, ДУИ да може да влече повеќе пратеници. Све е смислено? Да, апсолутно. Во петката и во шестката изборна единица, таму ДУИ ги добива најчесто Кој ги своите создава пратеници. тие изборни единици? Многу ме занима. Тоа од памти Тие што дека ги е прават така. законите. Они си прават закончиња и си прават. Сега ти ваму кидеш, ти таму, као монопол, она седнати и фрлат коцки. Па ние имаме многу неправичен модел на изборни единици и обичен човек тешко му е тоа да го свати, па што е тоа Донтов модел, не знам дали си и за Донтов модел дали си слушнал. Многу е слушнала, комплицирано, значи морам да кажам дека нашиве политички елити, да ги наречам, знаат да се многу креативни кога некој им го загрозува нивниот комфор. Така да они секога се спремни да седна на маса, да се договорат, да направат една каша попара од изборниот модел, се со Само цел трета за опција да не им го загрози да нивниот комфор и статус кво. Тоа што значи? Дека во Струга, Охрид и Дебар ќе победи ДУИ? Не. Тоа значи дека таков е моделот. Најбанално да ти кој е кажам од за да ДУИ- ме од разбереш. ДУИ? Кој е? Па не знам, можда Рамис Меркел ќе го става. Уште не се ги знаеш конкурентите. Да, уште не ги знам, дуи се чува до последно. Не знам, не ги ни видов. Они ќе за објават дуи. една минута пред почетокот. Една минута. И ќе палат огнове. Лета. Не, тие не палат огномет, дуи пукат со калашникови, Така. така да нема да спалат тие огномет. Оно што сакам да ти го кажам, за, да ме сватиш наедноставно, што значи тоа што ние имаме 6 изборни единици? Тоа значи дека на изборите во 2020 да беше една изборна единица, левица ќе имаше 5 пратеници, а не 2. Тоа значи моделот е таков направен да не може да пркне трета политичка млада опција. партија, да. Да, апсолутно. И борбата уопште не е лесна. Борбата кај нас е тешка. Значи, дали преку цензура во медиуми, дали преку еден тотално неправичен... Тоа е нефер борба. нефер борба, Као ама Давид ние и сме Голијат. многу челични. Ние сме многу челични, многу катил деца. Рековме ние кога ќе влеземе во собрание, од таму нема да не извадите. И јас често викам, и 100 гласа на левица вредат за 10.000 гласа на другите партии. Затоа што тие 100 гласа кај нас се гласови кои не се уценети, кои не се со сендвичи, кои не се ценкаат за работно место. Луѓето кои гласат за нас се оној искрен дел на општеството што верува дека може подобро од ова. Дека ова не е максимумот што како генерација може да го постигнеме, дека можеме многу подобро, дека имаме капацитет да постигнеме многу повеќе. И нашата символична победа, кај што јас го гледам и кај што гледам и надежта и успехот на левица е дека ние го дигнавме моралот кај народот. Ние докажавме дека може поинаку, ние докажавме дека не секој од нас е корумпиран, ние докажавме дека уште има будали што гинат за идеали. И тука е нашата победа. Јована, многу ве ставаат на тапет моментот дека сте проруски ориентирани,
дека сте финансирани од Москва или не знам од каде. Да, рублите уште не можам да ги потрошам. Ајде малце за тоа. Има ли вистина дека левица е проруски или... Не знаеш како е, нека не зборат, па макар и по-добро. Така да, добро е што не зборат. Тоа проруски, таа демонизација, па сега дури излезе со кампања да за Европа, не за Русија. Пола партија име на црна листа, пола од пратениците им се на црна листа на Америка, маете тие се проамерикански, значи левица не е ниту проруски, левица не е ни проевропска партија, левица е промакедонска партија. И левица ќе ги гради своите позиции со сите оние кои не ги загрозуваат, кои не ги минираат нашите национални позиции. И така треба да изгледа еден нормален меѓународен поредок. Кај нас се покажа дека, како да кажам, тоа изгледа еден модул кој владе изминативе 30 години, да на странскиот фактор многу им е полесно да функционира со уценети, со корумпирани политичари. Тоа се покажи за Преспанскиот договор. Затоа што ти кога имаш корумпиран или уценет политичар, тој веднаш ќе ти гласа за уставни измени и на тој начин тие владеат. Затоа што на крајот на денот секој си ги гледа своите интереси. И ние тука треба да ги гледаме своите интереси и да градиме соработка со сите држави кои ги почитуваат нашите национални позиции. Така да левици така ќе се позиционира во било која една влада. Светот е мултиполарен. Знаете, ние не сме тие што поставуваат антагонизам. Мора да сте со едните или другите. Тоа е еден, како да кажам, ретрограден, тој е еден назаден менталитет на студена војна. Заврши времето на едните или другите, светот се шири, се отвараат нови позиции и ние како мала држава треба да се позиционираме најдобро за да ги заштитиме нашите интереси, онака како што го направивме тоа за време на Втората светска војна. Јас кога ги следам нашиве политичари, особено овој, како што го нарекуваме ние, слуга на Калето Пендаровски, значи имаше на изјава како беше, па ако мисли некој дека може да избоксува подобри позиции со Бугарија, демек јас ќе си дадам оставка. И тоа е еден таков поданички менталитет. Значи, тога каков е тој државотворен капацитет? Ако ти не си способен да ги браниш своите позиции, ти не смеш си да на таа помислиш. позиција? Не за џабе некој рекол. Ти не се чашава да земеш дедри, ще гледам. Апсолутно. Ама знаеш како, секој политичар треба да шета со некролог во својот джеб. Ако ти си се позиционирал за таа позиција. Ама и лепак дима да може да знае. Така. Ајде кога сме кај председателов Пендаровски, твое видување за председателските избори. Нели прво се председателски, па парламентални. Идеме во втор круг твое видување. Какви се твоите предпоставки? Типуваш ли на Ванковска да дојде во финале? Ги видов кандидатите на искрено, и мене ми беше смешно, ти гледаме сценарија од претходните избори. Повторно истите кандидати се вртат Пендаровски и Силјановска. Додека сите знаете говорат левица нема кадри, а кај нас некако истите кадри постојано се вадат. Пендаровски тој еден таков типичен, да речам, од ковот на Никиликс, познати од Никола Димитров, кој ние ќе го судиме за веле предат. Па знаеш од каде доаѓа Никиликс? Да, тој го имаше во списите на Викиликс, така стана познат. Да, Никола Димитров го имаше во списите дека е шпион буквално на тогашниот амбасадор. Ама наеднаш нешто им се наљути, па не може вака сега. Па знаеш како... Знаеш, наеднаш ја сврти топката човекот. Има еден, тоа беше цитат на Хенри Кисинџер. Опасно е да си непријател на американците, ама пак фатално е да си нивни пријател. Тоа му се случи на Никола Димитров. Така да го искористија за таа употреба што беше и сега го фрлија на буниште. Истото се случи и со Катица Јанева. Така да и со Вилма Русковска, ако не се лажам. Па може би ќе извлечат нашите политичари некоја поука дека нема вечно да им го чуваат грбот и дека треба својата борба да ја водат меѓу народот, а не во амбасадите. Така, Јована, ајде да се вратиме малце локално. Од Струга си,
што мислиш за Мерко, за ова црна листа, а човеков си гази, си купува коли, си прави таму. Знаеш како Мерко е символ на правдата во нашата северна, јас така Да, сум напишал Мерко е лицето на правдата во натовска северна. Апсолутно. Затоа што прво Мерко беше нели, ќе вратам назад уште во времето Заев, нели кога А чекај, а Мерко каде е вака? Можеш ти народски да ни објасниш од кое село е, од кај потекна, сигурно ги знаеш овие информации. Рамис, не, мислам дека потекнува од Струга. Тој ти е типичен бизнесмен криминалец. Кај него нема етнички презнак криминалот. Широк град човек, значи. Так, не му е проблем дали си македонец, албанец, бошњак, се дур може да се договори за криминал со тебе. Морам да кажам многу прогресивен. Така да за него постои една легендарна изјава која беше Струга затрупена со снег и не можевме да се движиме буквално, јас тоаш бев Струга таа зима, наварна многу снег и излезе Мерко на телевизија и рече само Господ го даде снегот, Господ ќе го земе. Така да и голем верник меѓу другото, морам да потенцирам. Добра изјава. Добра изјава. Водата е мокра. Види, да имаш 16 кривични пријави и ниту една да не е процесуирана, значи Господ те чува, тоа морам да кажам. Тоа е нашата ситуација со Мерко. Така да, мислам, знаеш што е вака ти се свиѓа кој градоначалник што ти е вака на тебе Струга? Не, мој тип. Не, треба таа песна да му ја посветите на Господина. Мерко е са малце, вере ми емотивна тема. Мерко е джелатот на Струга. 4 години, 4 мандати по 4 години, тој го има руинирано. Дали ја има албанизирано Струга? Еве ја ќе ти кажам пример. Слушни ме. Ајде. Кога одам по Дрим, пошто ти кажав дека у Струга сум многу често, порано имаше барем 3-4 македонски кафичи. Сега све е тоа албанско и ако ќе седнам, луѓето на англиски ми зборат. Значи, ама зашто ти збора на англиски? Знаеш зашто? Зашто не знам албански. Па и дел со диаспора. Тоа се ужасните последици на прво на рамковниот договор. Апсолутно. Дали се согласуваш со мене? Да, се има само едно ресторанче Свети Никола. Се направи сегрегација, апсолутно, дека дел од албанците не знаат ни македонски да зборат. Не знаат таму. Апсолутно. Тачно е. И тоа е тоа нашата мултикулти политика, кај што ние доведовме да степен да децата македонци и децата албанци да не може да се разберат во продавница. Значи затоа рамковниот договор. Јас секогаш враќам назад и тврдам дека ние прво треба да го кинеме рамковниот договор, затоа што беше направен еден таков вештанчки инженеринг и затоа што рамковниот договор беше една алатка на ДУИ за да си се етаблира 20 години на власт без никој да го допре. Струга не е албанизирана. Знаеш зашто Струга не е албанизирана? Струга е иселена. Струга од 2001 натака има изгубено 20% од својата популација. Збориме за иселување и на албанци и на македонци. Па ти имаш албански села кај што се не можеш една паралелка да склопиш. Апсолутно. И баш слушав сега некоја пратеничка од ДУИ во дебата и говори па дали ти знаеш како живеа пред 2001 албанците? Да, живеа во Македонија. После 2001 албанците живеат во Швајцарија и во Германија. Така да зборам како за обичниот и македонец и албанец, тој исто се иселува. Струга сега е град на духови. Назема ти да одиш. Ама летно време е фу. Цела диаспора се враќа. Ние сме мали Берн. Со Ферарења, Бентлиња се враќаат Берн, Луцерн, Базел, Мазел. Така да ние успешно спроведивме политика, нашите кадри да ги европеизираме пред ние да се европеизираме. Ајде кога сме кај албанците, порака на Касами од Истанбул, сите албанци да се обединат во една држава. Колку е ова фолклор, а колку реална закана овие. Значи, прво како сакаш дури Касами доаѓа од партија која името го влечи од една парафашистичка организација од пред времето на Втората светска војна. Така да Касами ти е еден типичен необалистички испардок, ќе речам да бидам груба, затоа што дури во неговиот статут на партијата, една од главните цели му се редефинирање на државните символи. Голема Албанија, таа шема. Апсолутно. Потрагично е што истиот тој Касами тој дозволи да се вее албанско знаме на Голема Албанија, имаш некои фрки таму. Апсолутно. Ама тој имаше и не само тоа, тој имаше изјава дека Македонија ќе биде трета држава на албанците. И знаете, мене ми е и жал што не гледам во албанската опозиција некој што може да му опонира на ДУИ, што не може да излезе од тој назаден велики албански шовинизам
и нема што друго да понудат. Тетово додека се труе во депонии, нема чиста вода за пиење, ка сами излегува со некои ретроградни идеи кои се завршени во 19 век, ка сами ти еден политичар на минато време затоа што сите тие митови за големи држави се завршени. Митовите за големи држави се завршени, македонецот веќе не се плаши, дека со некои приказни за голема Албанија. И она што е потрагично во целава приказна е, затоа што гледам како овие на опозицијата од ДПМН некако ги буста, ги преферира оваа опозиција. И јас искрено не можам да сватам како партија со 40 пратеници не може да тропне на маса и да рече чекај бека сами, што се силиш? Не можеш ти до тука ќе правиш ако сакаш утре да си во влада или нема да си во влада. Ама еве јас доаѓам од град кај што гледам како 20 години и од ДПМН и СДС молчеше на овие изблици. Затоа што сега ДПМН додека говори како Дуи ќе го направи опозиција, ДПМН го направи Дуи. ДПМН му ја даде цела власт, ДПМН го стави во институциите и сега како да ти кажам, не можеш да го рушиш чудовиштето што ти сам го создаде. И од тој аспект мене ми се дури банални овие како да кажам, овие изјави, затоа што малтене одиш против чедото кое сам го создаде. Јована, те личи да бидеш пратеник. Ке видиме, Ке гориш, ке жариш, алал да ке се карам со касами во собрание. Да, стварно имаш некоја навистина интересна енергија. Ајде, да излеземе сега од нашиве избори, да се вратиме малце на геополитичката сцена во светот. Пред известно време се деси напад во Москва. Кои се твоите, сознанија, мислења, ставови? Дали мислиш дека овде е вмешана светската натрешна, како да кажам, тие investigation, како се вика тие? Или мислиш дека ова се случи буквално за некаков вид на одмазда спрема руската нација и рускиот народ? Јас прво морам да изразам сочувство. Да. Затоа што се работи за голем број на жртви, ваков терористички напад, мислам дека не е посведочен од 2004 кога беше нападот ако ти текнува на чеченските бутовници во театарот, тоа имаше околу 300 жртви. Имаше, да. Сега постојано раста, тоа е мислам стварно еден хорор. Ние Левица изрази сочувство веднаш после настанот, дури дел од наши членови симпатизери уште вечерта кога се случи тој трагичен чин, се положија цвеќе и пред руската амбасада во Македонија. Така да тоа е еден траурен чин. Сега има секакви шпекулации кој стои. Да. Малце симптоматично е што одма се избрза, па имаше официјалните американски дипломати дека тоа е злосторство на ИСИС. Многу брзо истрчаја со ја презеда одговорноста на некој телеграм канал. Имаше и различни размислувања од аспект, тоа не е типично делување на ИСИС, затоа што нели делувањата на ИСИС најчесто се со само жртва, и со само жртва накрај. Така, барем такви напади вршеле. Руските власти дават сосем поинакви изјави дека се замешани украинските, самата украинска власт, така да ова може да не воведе и во едни нови односи во геополитиката. Дали може да не воведе во Трета светска војна? Не им одговара на ниту една сила, не им одговара Трета светска војна, затоа што ако ти следиш веќе 2 години, ниту Америка, ниту Европа не е подготвена целосно да влезе во поддршка на Украина, затоа што војна со Русија во овие услови не им одговара. Мислам дека тоа сакав да кажам дека ова не е Русија од 91-ва. Ја научине лекцијата од Наполеон и од Хитлер. Да, Русија не се напаѓа во зима особено. Белата мечка знае да се разбуди. Знаете, јас како викам, во најмала рака мултиполарен свет е добар. Добро е да има повеќе големи сили затоа што тогаш малите народи одмараат. Ние видовме 30 години кога имаше само една голема сила, кога имаше само еден хегемон, и тоа беше период, нели, после распадот на Советскиот блок, каде Америка се постави како целосна доминација преку нејзиниот инструмент НАТО, и тоа беше период на едни кршења на сите меѓународни норми, ако сакате и од бомбардирањето, намерно ќе го спомнам бомбардирањето на тогашна Југославија, затоа што сега на 25 март се е годишнина од бомбардирањето. Тоа беше што беше преседан во военото право, да.
И малтене, знаете, додека беше САД, хегемон, беа и сите тие, беа уништени цели држави, беа уништени цели народи, сакате преку Ирак, сакате преку Иран, преку Афганистан, Либија, Сирија. И Америка се постави во позиција да биде светски джандар, таа да диктира кој може да владе, лево, кај е десно. кој не може да владе, па таа секаде носи демократија преку бомби. И мислам завршува тоа време. Завршува тоа време, се пишува нова историја. Нов светски поредок? Се пишува нов светски поредок, што мислам ќе биде многу малите народи ќе можат многу поинаку да се позиционираат, затоа што кога ти веќе имаш можности за соработка со повеќе алтернативи, и затоа мене ме страшно ме иритира кога ќе чујам, ама ние немаме алтернатива. Знаете, како што викаше еден марксистички професор Цуцуловски, безалтернативност е состојба на смрт. Значи, што значи? Кој човек нема алтернатива? Така да кажеш ти дека нема алтернатива, тоа е дека ние однапред сме ја погребале Македонија. Светските текови покажуваат нешто многу поинаку и нашиот председателски кандидат Ванковска, јас сметам дека баш ќе го размонтира тој наратив на безалтернативност, затоа што таја, за разлика од останатите кандидати кои се тешки фундаменталисти, таја конечно ќе има во медиумскиот простор и на дебатите човек кој ќе ја прикаже реалната состојба, кој нема да го кажува она што сака да го чујат амбасадите и на некој начин ќе ја подигне свеста и кај македонскиот народ дека ништо не е завршено, дека ништо не е фатално и дека голем дел од борбата доправо треба да почне. Ајде кога сме кај Ванковска. Дали мислиш дека сите овие избори се наместени? Да речеме диригирани. Не, да сум мислела така, нема да сум влезам во левица. Така, мислиш дека сепак има слободна волја и дека се почитува гласот на народот? Левица е уште си со таа искрена енергија, уште не веруваш дека се е тоа монтирано, се е направено, како што нашиот народ е затруен, Јована. Мораш да признаеш дека ние веќе како народ не знаеме, како магепсани сме, како хипнотизирани. Знаеш, цело време се труби и ти знаеш дека на крај калето ги решава работите. И сега кажуваат вака или така. Дали мислиш дека Ванковска, на вистина, има шанси во овие председателски избори? Апсолутно верувам. Јас да не сум верувала, нема да влезам никош ни во левица. Така да, знаете како викам, има еден цитат во книга "Дефетизмот се казнува со смрт со стрелање", така да јас дефетизам не признавам. Ништо не е завршено. Ванковска во најмала рака ќе ги подигне стандардите на дебатата, ќе наметне еден нов наратив за прв пат мислам дека ние ќе имаме председателски кандидат кој ќе излезе од тој наратив на НАТО и ЕУ фундаментализам. Јас особено почитувам професорката Ванковска затоа што таја не затоа што сега имаме ние некои ново компонирани патриоти кои после откако агитираа за Преспански договор, откако агитираа за НАТО, најнаш се големи пробудени македонци и се против бугарите во уставот. А знаете како се е тоа диалектички процес и еден настан секогаш влијае врз друг настан во иднината. Кај нас бугарите во сега сите овие притисоци за бугари во уставот се само последица. Преспанскиот договор, ние уште тогаш апелиравме дека е една Пандорина кутија. А ако се вратиме многу порано, тоа беше Рамковниот договор. Кога ние дозволивме со такви барања, со такви уцени, со такви диктати, да направиме не етнички устав, додека наводно се залагаме за граѓанска држава. Да се вратам на Ванковска, професорката Ванковска беше уште тогаш голем гласноворник. Јас валја го памтам тој период подобро од другите, и лично бев засегната, доаѓам од Струга, памтам. Знаете, не можам да го заборам тој период затоа што лично мој тетин беше тепан со електрични пендреци. Јас уште ги памтам сликите од луѓето што беа тепани. Тоаш беа забранети електрични пендреци иначе. Чека, од кој беше тепан? Па вечерта пуштија специјални сили да го тепат народот. Тоа беше, мислам, еден... За Бучковски се? Да, за Бучковски враќам. Значи тоа, да. Не сакам да кажам затоа што тоа беше се поврзано со Рамковниот договор, со територијалната поделба. И од тој аспект јас ја почитувам премногу професорката затоа што од самиот старт таја антиципира тие политики
кои почнаа со рамковниот договор, каде ќе стигнат. И таа беше гласноговорник и против Преспанскиот договор, еден од ретките интелектуалци кој тогаш се противеше на Преспанскиот договор, и сега како што гледате истото, таа е принципиелна на своите ставови кога треба да се бранат македонските интереси. Јас верувам дека македонскиот народ тоа ќе успее да го препознае и дека нема да бидат залажени од овие две партии кои се иста различна страна на истата паричка. Јована, веќе сме на самиот крај. Ајде да кажеме каде се движи Македонија и каде се движи светот и каде сме ние како држава во целава приказна. Кратко видување, поздрав до гледачите и тоа е тоа, више ќе затераме многу. Ќе треба нова емисија. Ќе треба нова емисија, ќе оставиме од септември кога ќе станеш пратеник, ајде. Па може следното гостување уште сега да блокираме. Каде се движи? Ја мислам Македонија се движи дефинитивно кон подобри времиња. Пошто го допревме дното, реално. Било и полошо. Било и полошо. Ова држава поминала и полошо. Ова држава со опинци се спротиставила во време на Втора светска војна и знаете кога имате организирана сила, никој не може да победи таа сила. Се менуваат времињата, ја верувам дека ништо не е втемелено во камен, дека ништо не е безнадежно. Секога се сеќавам со тоа и ќе завршам. Има еден цитат, мислам дека е во самиот манифест на Аснов, нели што Заев го избриша, каде пишува демек на народот можеше се да му земат, но единственото нешто што не можеше да му го земат, тоа беше надежта. Така да надежта не може да ни ја земат и јас би апелирам да не им дозволиме и надежта да ни ја земат. Пиреот на Петре Мандреевски. Чекај, пред да одијам емисијата, морам да те почастам со едно поклонче од нашата екипа. Па јас ке идам почесто шо мен така. Дојди си повторно. Фала многу, фала ти многу и за... Сега имате активна кампања. Тоа ништо не спомнавме, меѓутоа ќе видат гледачите што како ќе се одвива. Ќе видиме на терен. Мал совет, твое, не знам, обраќање за крај да ги поздриш гледачите. За крај да излеза на 8 мај масовно за 8 мај да излезат масовно да гласат. 9 мај е убав ден, 9 мај е ден на победата над фашизмот, така да ја мислам на 9 мај ќе го победиме фашизмот и тука. Фала ви многу. Дами и господа, тоа беше генералниот секретар на Левица, другарката Јована Мојсовска. Се надевам дека уживавте во исклучително редок и специфичен разговор, кој што за прв пат и јас го доживеав самиот. Просто, не знам, се надмина в себе си, а предпоставувам дека и Јована Мојсовска ги задоволи вашите барања. Останете поздравени и се гледаме во наредниот редкаст. Ве сакам, чао, чао. Yeah.